Денеска православната црква ги празнува преподобниот Јоаники Велики, свештеномаченикот Никандр, епископ Мирски и Ермеј презвитер. Преподобниот Јоаники Велики, овој духовен светилник се родил во селото Марикати, во Витиниската област, од татко Миритрики и мајка Анастасија. Како дете ги пасел овците, пасејќи ги овците тој честопати се повлекувал во самотија и по цел ден стоел на молитва, оградувајќи го своето стадо со крсниот знак за да не се оддалечува и распрснува. Потоа бил земен во војска. Таму покажал голема храброст, посебно во војните против бугарите. По војничката служба, Јоаники се повлекол на Олимп Азиски, каде што се замонашил и се предал на подвиг. Од што не отстапувал до длабоката старост, па се до својата смрт. Се подвизувал повеќе од 50 години, тоа на разни места. Имал од Бога многу обилен дар на чудотворство, ги лекувал сите болести и маки, изгонувал демони, скротувал зверови, посебно имал власт над змиите, преминувал преку вода како посуво, станувал невидлив за луѓето кога тоа ќе го посакал, прорекувал идни случаи. Се одликувал со преголемо смирение и со кроткост. По надворешен изглед бил како џин, крупен и силен. Зел живо учество во судбината на Божјата црква. Во времето на иконоборството, најнапред и тој се прелагал, но потоа се тргнал и постанал огнен поборник за почитување на иконите. Имал и големо пријателство со Методи, патриархот Цариградски. Јоаники поживеал 94 години и мирно се упокоил во Господа во 846 година. Пред и по смртта бил голем чудотворец. Свештеномаченикот Никандр, епископ Мирски и Ермеј презвитер, и двајцата биле ракоположени од апостолот Тит. Се одликувале со голема ревност во верата и големо трудолюбие во придобивањето на незнабожците за Христа Господа. Заради тоа биле оптужени кај некој судија Ливани, кој ги ставил на лути маки. Биле тепани со камења и влечени по камењата. Темнувале и гладувале и многу други маки претрпеле кои смртен човек не би можел да ги претрпи без посебна Божја помош. А на нив Господ им се јавувал на разни начини и им испратил свој ангел кога биле фрлени во огнена печка. Та ангелот им го разладил огнот. Прво од бездушните мачители биле живи во гробовите закопани и со земјата потрупани. Но залудно луѓето убиваат кога Господ оживува. Залудно безчестуваат кога Господ прославува.